Благодарам, почитувам председател со комисијата, почитуван народен правобранител, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е извештајот на народниот правобранител за 2022 година и одма на почетокот морам да кажам дека се јавив за збор за овој извештај затоа што на некој начин почувствував една позитивна појава во нашата држава. Имено морам јавно да ги пофалам две институции кои најдоа за сходно во оваа држава да се постават како неутрални, објективни и реално да дават извештаи за својата работа. Тука пред се мислам на работата на ревизорот, на државниот ревизор и работата на народниот правобранител. Што секако е за поздравување, затоа што ако сакаме да направиме држава и ако сакаме функционална држава, вакви институции мора да бидат независни и своите извештаи да ги базираат врз база на статистика, бројки и реален приказ на состојбата во државата. На крај краишта, овие 30 на години увидовме дека доколку ги ставаме проблемите под тепих, тие не се решаваат, туку генерираат нови проблеми, односно ствараат нови дубиози во самиот општествен систем. За жал морам да кажам дека Државната комисија за спречување на корупција некако како да изгуби чекор и таа беше соодветна на висината на задачата, меѓутоа некако во последно време како да се занимава со периферни работи и ги заобиколува, ги занемарува големите криминални афери или во најмала рака чудни случувања во државата, со коментар дека се прави истрага, меѓутоа во ситуација кога сме сведоци на истите, мислам дека истите мора да бидат поажурни, затоа што станува збор за милионски и стотици милионски проневери на државни пари. Се надевам дека и тие ќе го фатат чекорот со овие две институции и ќе бидат на висина на задачата и нема да бидат носени од побудата да се занимаваат со, ајде на крај краишта и пратениците, а воопшто да не се занимават со работата на владата и ингеренциите кои ги имат министрите, замениците министри и така натаму. Што се однесува до самиот извештај, морам да кажам дека е добро сработен, добро срочен, лесен за читање, лесен за обработка, затоа што генерално е поделен согласно различни области, каде што се генерирани повреда на човековите права, недостаток на институциите, непримена на законите и така натаму. За да од таа статистика согледаме дека во 2022 година кај народниот правобранител се пристигнати 3209 представки, 273 предмета биле пренесени од 2021 година и тоа е на сериозна бројка од 3472 предмети кои се предмет на работа во 2022 година. Држи објаснувањето на народниот правобранител во своето експозе, представувањето на овој извештај, дека бројката е зголемена и дека тесно се поврзува со нормализацијата на општеството во однос на пандемијата која имавме во однос на COVID-19, така да луѓето се послободни и пристапуваат кон поднесување на соодветни представки до народниот правобранител, се поажурни и сакат на некој начин да ја обезбедат правдата која е загарантирана согласно устав, закони, меѓутоа не може да стигне до нив. Во однос на представките кои ги анализираме во овие предмети, морам да кажам дека доминантни се представките од правосудството, понатаму имаме представки сериозен број од потрошувачките права, работните односи, правата на детето, имотно-правните односи, состојбата во затворите и правата на затворениците, социјалната сигурност и заштита и дејството на полицијата.
Тоа го коментирав и во извештајот од 2021 година, не беше така одамна. Загрижува фактот што на некој начин оваа приоритетна листа, оваа доминантна состојба каде што имаме представки, останува со мали варијации низ годините. Значи, слична била состојбата и 2021 година, 20 години поназад, како се анализирани податоците, што на некој начин не треба да не радува, затоа што тоа укажува на постојана тенденција, тренд, кој се случува во нашето општество и од друга страна директно се поврзува на тоа дека немаме одговор на некои клучни состојби, на некои клучни појави, односно ги детектираме истите, меѓутоа не наоѓаме соодветно решение за да профункционира правната држава, односно функционалноста на системот. Тоа треба да не загрижува и уште повеќе што овде народниот правобранител јасно ни укажа дека е загрижен затоа што во извештај од 2021 година не донесовме заклучоци и препораки кои би биле обврзувачки за владата и за институциите, за да се подобрат во своето работење. Инаку, генерално, ако вие направите еден добар извештај, тој ќе заврши како куп хартија, без соодветно да биде третиран од институциите, односно да се бара решение на проблемите. Тоа што исто така сакам да го искоментирам и од експозето на народниот правобранител ми остави вака сериозен впечаток е, рече правобранителот, представки имаме во јавните служби, централната власт, локалната власт, судската власт, правни постапки и така натаму и така натаму. На некој начин ја заокружуваме целата држава, го заокружуваме целиот општествен систем. Тоа не е добро. Значи, ние имаме проблеми секаде во општеството, граѓаните не можат да ги остварат своите права кои им се дадени согласно устав и закон. Тоа неминовно, сакале да го признаеме или не води на заклучокот дека имаме нефункционален систем и непримена на законите во пракса. Затоа е, според моје длабоко убедување, потребно рестартирање на системот, потребни се нови сили, нови знаења, нови луѓе кои имаат амбиции да ги сменат работите, затоа што не е доволно само да констатираме дека имаме проблеми. Затоа што проблемите треба да се решаваат, ако веќе ги детектирате, воспротивно, да не кажам груби зборови, научуваме да живееме со проблемите, што не е добро како општество, како систем. Во извештајот морам да кажам целосна подршка за правобранителството, за народниот правобранител. И ова година констатирано е дека имаме голема дискрепанца во однос на кадровата состојба во самата институција. Согласно правилникот за работа од 2022 година се предвидени 183 работни места. Фрапантна е бројката дека во моментот народниот правобранител има вработено само 83 работни места. Тоа се некаде помалку од 45% од местата кои се предвидени согласно систематизација не се потполнети. Ова не смее да се случи во ваква институција како што е народниот правобранител. Ова само укажува на дополнителна несериозност и неодговорност на владата, Министерството за финансии и сите чинители кои треба да овозможат соодветно барањата на народниот правобранител, да се распишат конкурси и се надевам согласно соодветен мериот систем ќе се добијат најдобрите кадри кои ќе ги извршуваат предвидените функции, без разлика тоа дали се народни правобранители или се администрација, служби и така натаму. Затоа што само екипирани институции можат да носат добри резултати, што од друга страна не повлекува дека
работата на народниот правобранител е загрозена, туку во ситуација кога го фалиме извештајот и власта и опозицијата, морам да кажам дека очигледно е дека треба оваа институција да се подржи. Загрижува тенденцијата, како и ланската година, буџетирањето на оваа институција да потврли. Согласно буџетот кој сме го предвиделе, за оваа институција се носи посебен буџет кој изнесувал 85 милиони 600.000 денара. За жал, крајниот ефект во 2022 година повторно е спуштање на предвиденото, дури и на тоа што е предвидено, а гледаме дека не одговара ниту на потребите на народниот правобранител, нити на екипираноста, нити на нивната желба да се борат со проблематиката која ја обсервираат. Тоа значи фантастични 4 милиона 280.000 денара државата, Министерство за финансии му крати на народниот правобранител и тоа се некои сериозни 5,5% од планираниот буџет. Посебно ме тангира и овде морам да кажам, во извештајот е нотирано тоа што народниот правобранител ќе каже дека е загрозена работата на неколку од програмите кои се клучни за работа на народниот правобранител. Овде пред се мисли на национален превентивен механизам, програма која има народниот правобранител, и програмата механизам за граѓанска контрола. Колку што разбрав, овие програми имаат соодветни буџети со кои се ангажираат врвни стручњаци од различни области кои треба да помогнат на народниот правобранител во својата работа и во проблемите кои тековно ги наоѓаат во својата работа. Доколку продолжиме со тенденцијата да го кратиме буџетот на народниот правобранител, јасно оставаме политички белег дека не сакаме народниот правобранител до крај да си ја заврши работата, односно секогаш ќе го држиме со вакви политики во контурите на обстојување, односно земи плата и ништо повише од тоа. Ваквите политики кај вакви независни институции не смеат да се повторуваат во наредните години и тоа е сериозен предизвик и пред нас, пратениците, затоа што во собрание се носи буџетот на Република Македонија, буџетот на народниот правобранител и овде треба да одговориме соодветно на потребите на народниот правобранител. Во однос на тоа што содржи извештајот, морам да кажам дека прецизно се нотирани различни области каде што имаме представки доставени до народниот правобранител, начинот на кој се обработени, дел од нив се и дадени во самиот извештај, што дава јасна представа за состојбите во општеството, односно во различни сфери од општеството. Овде ќе се задржам на неколку од тие наоди. Секако на прво место доаѓа правото на детето. Останува неможноста на деца на коим тоа им е потребно да обезбедиме образовни асистенти. Ако се декларираме веќе за демократска држава, ако се декларираме за социјална држава, вакви недоследности во системот и покрај тоа што знаеме дека постојат, ние упорно ги пролонгираме од година за година. Ова е во најмала рака несериозност од државата, од институциите. Ја поздравувам одлуката и тоа што констатира народниот правобранител дека ова мора да се подобри и час поскоро да се обезбедат образовни асистенти за сите на кои тоа им е неопходно. Катастрофална е состојбата со учебниците за учениците во различни оделенија и во 21 век да зборуваме за недостаток на учебници во ситуација кога со фанфари овде се зборува за нови концепти, за ново образование, за не знам фински, шведски, не знам какви модели на образование.
Меѓутоа, еве, народниот правобранител во својот извештај јасно нотира недостаток на учебници во образовниот систем. Од каде учениците ќе црпат знаења, од каде ќе стекнуваат знаења, ако немаме основни учебни помагала. Или ако во одредени учебни помагала констатираме грешки и ниту барем да се достави допис до училиштата на која страна се наоѓа одредена грешка и како тоа треба да се толкува, веќе кога не се печатат нови учебници со отстранување на овие фалинки кои очигледно постојат. За жал, останува состојбата со детските права. Децата се на раскрсници, децата питачат, молат за корка леп, ги гледаме околу контењерите и тоа е грдата слика на нашето секојдневие и преку тоа не смееме да ставаме раци на очите, току треба да ги решаваме проблемите, барем во однос на најмладите, тие да имаат некоја фер шанса во животот. Секако, рак рана на општеството ќе констатираме сите, дури во последно време и опозицијата, кога сака да малце изманеврира од својата неспособност, ќе кажеме дека правосудството ни е за никаде. Правосудството ни е за никаде затоа што има силен упат на политиката и во моментот владачките партии во судството и правосудството. Сите анкети го потврдуваат многу нискиот рейтинг на правосудството. Тоа треба сериозно да не загрижува како држава. Довербата од 3 до 5% во различни анкети е на ниво на статистичка грешка. Не ги ставам во ист кош сите судии. Проблемот е што доминантните, интересните, големите предмети, што предметите кои излегуваат во јавност, ние не знаеме да ги менаџираме и соодветно да постапуваме по истина. Напротив, гледаме селективна правда, гледаме фиокарство, гледаме политички интереси, најмалку гледаме правосудство и независна трета власт во државата. Катастрофална е состојбата со судење во разумен рок, секојдневно поплаки од граѓаните и некако не можеме да најдеме разумно решение на оваа проблематика. Само ќе се ставам во листата на поддржувачи на сите оние политичари кои сметаат дека треба час поскоро да се раскине со должничкото робство. Секојдневно како пратеници, барем до мене, стигаат поплаки од граѓани кои што за неплатена сметка од неколку илјади денара, на крајот треба да платат стотици илјади денара затезни камати, извршување, не знам некакви давачки. И тоа за некои сметки од пред 15-20 години, за кои дури и самите мислат дека имат платено, а немат соодветна белешка да го докажат истото. Ова е многу лоша пракса, ова е многу лоша практика во државата и буквално граничи со лудило колку еден основен долг може да биде надминет во своето крајно извршување. Буквално граничи со финансиско робство и овде мораме да најдеме консензус како општество да го решиме проблемот. За жал, реформи во правосудството не гледаме, нема на повидок ниту имплементација на позитивното законодавство, туку секогаш тие неколку членови што возможуваат упат на политиката во правосудството и користење на политиката како алатка на политичарите. Во извештајот, иако кратко, повторно е нотиран пописот како представка од
граѓани од турска националност кои гледаат нелогичност во резултатите од пописот и останува во споредба и со претходниот извештај од 2021 година, каде што подетално беше разгледуван овој проблем. Ние констатираме недоследности, меѓутоа институциите си продолжуваат да работат. Пописот беше спроведен така како што беше спроведен. На крајот резултати кои треба условно да ги задоволат коалиционите партнери и различно толкување што е крајниот резултат. Дали граѓани кои живеат во Република Македонија, дали граѓани кои имаат матичен број, и секој си го во пракса толкува онака како што знае и како што има интерес секој момент од пописот. Ке искоментирам во однос на финансиските друштва и овде имаме на некој начин продолжување на должничкото робство, еден современ, модерен механизам за доуништување на оние кои се многу ранливи и на кои им требаат средства. Исплата на кредит за да земеш нов кредит, нејасни каматни стапки, нејасни дополнителни давачки, нејасни дополнителни оптеретувања. Зборував на Законот за финансиски друштва и морам да кажам, го цитирав народниот правобранител, каде што недвосмислено става на дознаење дека ако сакаме фер решение, основицата не смее да биде пута 2, ништо повише. Кој ќе ги соберете сите трошоци. Кај нас, за жал, основицата се мултиплицира 10-20 пати, а на граѓаните им е кажано дека ова се лесни пари, дека ова во нивен интерес, ова граничи со лихварство. Останува законот е во процедура, според мене потребата и Народна банка да биде вклучена во контролата, како и да најдеме механизми за тоа што секојаш вака народски го кажеме со мали букви, таму се опасните работи кои често пати ги има, не ги гледаме, а крајниот резултат е катастрофален. Да не должам многу, во иднина мораме да продолжиме со јавната критика во однос на финансирањето на народниот правобранител, да бараме соодветни средства со кои ќе се овозможи работа на народниот правобранител, адекватна и да очекуваме уште подобри резултати. Гласно мораме да прозборуваме и во пракса и во јавност, барем сите каде што можеме, за лошата екипираност на народниот правобранител, ако тој веќе ги брани интересите на граѓаните. Не смее оваа година да ни промакне да донесеме заклучоци од оваа расправа, од овој извештај и соодветни рокови за надминување на состојбите, ако сакаме да има смисла целото ова што го работиме. Воспротивно, ова ќе се празни дискусии од власта, од опозицијата, нормално презентирано пред се од народниот правобранител, меѓутоа крајниот ефект нема да го доживееме. Се надевам дека нема да направиме таков исклучок. Според мене, дополнителни предизвици пред народниот правобранител треба да биде и тоа што на некој начин не представува само представка, туку и индициите за нерегуларности, за недоречености на системот на законите, народниот правобранител да си ја прошири својата надлежност, да одговори на сите тие предизвици, за да ги подобри работите во државата. Провокации се и јавните финансии, и го донесувме законот за буџети, меѓутоа, уште во првата година измени на законот за буџети, уште во почетокот надфрлање на сите можни параметри, бројки, со што јасно владата става до знаење дека не може да го почитува законот за буџети. Буџетот стана желботека,
Буџетот стана средство и алатка за исплата на пенали или, како што милува владата да каже, с големини трошоци за одредени појави, кои веќе почнуваме да се сомневаме дека се однапред договорени. Ова сериозно го барам од народниот правобранител затоа што, како што се и правата на граѓаните, на некој начин мораме да обезбедиме и заштита на народните пари. Затоа што секој посега по нив, а никој не одговара за своите дејања. Му посакувам успех на народниот правобранител, добра работа, храброст во тоа што го работи и се надевам дека овој извештај ќе биде изгласан, а заклучоците и препораките ќе ги освои собранието на соодветен начин. Благодарам.